Добро вечер, драги пријатели, на многу од вас ви посакувам убав сон. Вечерва ќе обработаме една нова тема, нова. Мислам, ќе обработам глобалната тема. Ќе обработам оно што се случи во Украина овие 2 дена, поточно вчера, 23 кон 24 ноќта, и оно што се случува на светската политичка сцена, безбедноста на Трамп и на Путин во овој период. Не беше случајно оно што се случи, бидејќи беа погодени училище со интересна работа со девојчиња, кај што 21 загинаа во Русија и дојде до голема одмазда и Путин сега тргнува во конечна офанзива, кај него дојде до без, бидејќи ако ја погледнаме неговата натална карта со транзити, во моментот сонцето му во 8 куќата е на блокади пречки смрт, но затоа Марс е во 7 куќа, транзитен, што значи дека тргнува во офанзива, а сонцето му во 8 куќа треба да врне на безбедноста во овој период. Значи, клучни месеци ќе бидат јули, август и септември за Русија. Поточно тоа е период кога очекувам Украина или да капитулира, или буквално ќе ја снема од политичката сцена. Полниот период на Путин за сите овие акции почнува од јули, август и септември. До октомври он ќе треба по планетите и мој аналитички одбор да заврши работа, така му да, бидејќи ќе го искористи период. Во Америка знаеме дека има меѓуизбори и оно што се случува на Блискиот Исток со агресијата на САД и на Израел врз Ирак. И од таа гледна точка велам дека кој ќе се погледна добро планетите, на Путин во овој период, Марс му е во 7 куќа и околувател на прва, што значи силата ќе ја покаже, особено на глобално поле, бидејќи ќе биде во конјункција со Јупитер, кој му во 7 куќа, натаму збореме, а транзитно е во 9 куќа, значи на светската политичка сцена дојде неговите 5 минути, минатата година беше пасивен доста, и тука и Венера во 9 поле, значи започна една офанзива со кој ќе се рачисти, украинците ќе морат со мирно или со сила да напуштат Донбас, но Путин нема да ги го прости со 21 ученичка. Ако се сеќаваме добро, слично се случи во Иран, кој загина во училище, женско училище, 165 девојчиња. Значи, принципот исти, предизвикување на кој ќе го добие или ќе подебели од кај ќе видиме на крајот. Значи, кај Путин овој период е затишје, да кажеме, јуни, али ќе биде осветлјубив. Но вистинскиот период кога ќе почне да действува, он и сега ќе действува јако, тоа се па и јуни, јули, август, септември, па и тука некаде до октомври месец. И мислам дека тоа ќе се рачисат многу глобални, не е чудо да се појават ескалација на глобално поле, но исто така не е исклучено и да се гаѓаат земјите кои произведуваат дронови или кои произведуваат дронови и друго оружје за Украина, особено ракети со поголем домет. Кај што украинците имат можеби фабрики мислам на некои информации во
Германија и така натаму. Значи, Русија тргнува во офанзива, во речиствување, бидејќи Путин цела година и овој ден годината, особено лани, дека е многу мек и дека не треба многу да ја шири војната. И не случајно беше и одењето во Кина, прво беше Трамп кој се врати со подвоена опашка и празни раци, потоа беше Путин кој направи 40 договори, водеше 8 министри, но не би сакал се за тоа. Но Путин, на Путин препорача да обрне големо внимание на безбедноста, особено сега, бидејќи сонцето му во 8 полет се боре на адвокати и пречки полиција, група бизнес и така натаму. И ќе биде таму до крајот на јуни. Значи, треба да обрне големо внимание на безбедноста до крајот на јуни, додека кој ќе погледаме на тамата карта, за жал не може двете да ги постирам, може само со една позадина, тие се мои технички можности. Кај писател на САД Доналд Трамп, Марс му е транзитен во 9-та куќа и на кој е роден 14 јуни 46 во знакот на близнаци со поднаклапано последен степен од лав, значи прво поле повеќе му во 9-та, затоа е бизнисмен. На него во моментот Марс му во 9-та куќа треба да внимава при патување надвор од земја или постои опасност од странци и личности од друга религија, бидејќи Марс е воинствена планета, значи може да се атентати, а Сонцето му е во 10-та куќа, во куќа на кариера, и не е чудо да Конгресот да се сврти против него, бидејќи Марс е во некој аспект сега, и Сатурн е со неговото Сонце, ама тоа ќе биде на крајот од јуни, значи мора обид да се физички отстрани од или ликвидира, или повторно се вовлече во војна со Иран, ако некој успе тоа да го направи. Инаку треба да се напомне дека Трамп е во многу незгодна ситуација, уште кога дојде на писателската функција, бидејќи Сатурн, планета на кариерата, транзитира низ негова 8-ма куќа, тоа е блокада и пречки смрт, што значи кариерата може да му заврши и со несакани последици, па и атентати кои имаше веќе 3, ако не се лажам. Значи, и двете треба да обрнем внимание, особено Путин до крајот на јуни. Значи, ова е период кој ќе има глобални пореметувања, ќе дојде до нови глобални промени, не е исклучено и да дојде до некоја тактичка нуклеарка некаде да падне. Но тоа би предизвикало голем хаос, а Украина послало ќе добие многу повеќе. Значи, поред тие 21 девојчиња со женско училиште се погоди, слично како американците што погоди во Иран, само што за разлика од Иран, Русија е друга и Путин тоа тако нешто не простува. Русија нема да прости. Инаку доаѓа до големи промени на светската политичката сцена. Значи, монополарниот свет влезе веќе на голема врата, не случајно прво Трамп, па Путин беа во киното со трети играчи. Европа е во еден, како да кажам, ко 13 прасе во моментот на светската политичка сцена. Инаку Европа најавува дека ќе биде подготвена за војна со Русија 2030, сега 2029. Може да се случи пред тоа и распад на Европската унија. А Германија се обидува, така бар зборот, има информација, пардон,
дека се обидува да направи нуклеарно оружје, она со по завршена на светската војна чак требаше да има само околу 50-60 000 војници. Она и војни учествуваше, така да не е исклучено Русија да се спрати тоа. Кон Германија, Путин ги предупреди, ако се обиде да направат нуклеарно оружје, што ќе им се случи. Драги пријатели, за нас е небо период, иако нема да биде монотон. Македонија треба да обрне внимание на многу работи, на обиди, и оти американци са ќе бараат дестабилизација на Балканот, за да се одвлече руското внимание, ама во тоа нема да успеат, бидејќи Путин е решен, има и голем притисок од Русија да заврши со Украина, особено со Донбас, тие делови што пајат. Он никој нема да се запре додека и Одеса не падне, така само западниот дел на источно горе ќе остане со Киев и Галиција. Галиција може и да биде вратена на Полска. На крајот Киев самиот ќе се приклучи, тоа го порано веќе пише. Значи, ако почна конфликтот, за сега толку ние што има желба да ги следат моите анализи, треба да притиснат на копчето subscribe или претплати се, редовно правејќи ги добиваат моите видеоанализи. Ќе се обида нашата политичка сцена во некој од наредните видео да ја обработам подобро. Значи сега ми беше од целта да ги опоменам и Трамп и Путин да обрнат големо внимание на безбедноста, особено Трамп не е исклучено политички или пак и телесно да го тргнат од неговата председателска функција. Драги пријатели, со создателот и Македонија напред.